You gotta pay. You gotta pay your bill. You gotta pay your bill. Каква ќе биде судбината на НАТО откако стана јасно дека Доналд Трамп се враќа во Белата куќа? Доколку сите земји членки ја исполнат својата обврска да издвојат 2% од БДП за одбраната, НАТО ќе функционира во оваа форма. Ако не, неизвестно е на кој начин ќе обстои алијансата. Трамп во свој стил веќе најави дека во тој случај САД нема да учествуваат во одбрана од надворешни непријатели и порача: Платете си ги сметките или не ви ја гарантираме безбедноста, па дури и ако Русија ве нападне. One of the presidents of a big country stood up and said, "Well, sir, if we don't pay and we're attacked by Russia, will you protect us?" No, I would not protect you. In fact, I would encourage them to do whatever the hell they want. You gotta pay. You gotta pay your bills. Ставот на Трамп беше дека сите членки мора да се придржуваат до договорот да издвојуваат по минимум 2% од нивниот БДП за потребите на одбраната, но како минимум кој треба да се зголеми во иднина, бидејќи во вкупен реален износ според него САД за ова издвојуваат 10 пати повеќе пари од европските земји. Ова обврска е воведена од 2006-та, а реафирмирана во 2014 година. Ја исполнуваат 23 од 32 земји членки. Најмногу издвојува Полска 4,12%, а следуваат Естонија и САД со 3,43 и 3,38% од БДП. Откако стана јасно дека се повеќе држави се придржуваат на договореното, Доналд Трамп го смени наративот. And the United States commitment to NATO is very strong, remains very strong, but primarily because everyone, the spirit they have, the amount of money they're willing to spend, the additional money that they will be putting up has been really amazing to see it. Трамп како председател директно се спротивставуваше и на снабдувањето со енергија на одредени членки од Русија. So we're supposed to protect Germany, but they're getting their energy from Russia. Explain that. And it can't be explained, you know that. Наспротив ваквите изјави на Трамп од минатото, генералниот секретар на НАТО Руте изјави дека со нетрпение ја очекува соработката со Трамп за обезбедување глобален мир. Францускиот председател Макрон истакна дека Европа мора да го заштити својот суверенитет и дека не смее да ја делегира својата безбедност на Америка.